Од идната недела во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде прикажан филмот До Балчак во режија на Столе Попов. Филмот е сурова и романтична историја која ја испитува вечната македонска кауза за сопствен идентитет и самостојност низ призмата на релативноста на поимите на слобода, правда, љубов, жртвување и предавство. Филмот е необична приказна, стара 100 години, која делува неверојатно современо, актуелно и провокативно, поради фаталното, циклично повторување на историјата, испреплетена со силни емоции и разгорени страсти. Концептот на отворена релација помеѓу исламот и христијанството го прави филмот особено интересен за современата публика ширум светот. Ке го имаме од идната недела, 29 октомври, тоа е среда, значи во следните 4 дена, 29, 30, 31 октомври и 1 ноември, во 20 часот, кочанската и пошироката јавност може да дојде да погледа на овој филм. Филмот, знаете, дека беше интересни случувања имаше околу фестивалот Манаки. Сето тоа можда и еден предизвик плюс да дојде да се види филмот. Мислам дека филмот заслужува да се погледне. Цената вообичаено, она што беше за филмот Деца на сонцето, 80 денари. Действието на филмот До Балчак се одвива во годините на општ колапс и слободен пат по крваво задушеното македонско востание од 1903. Приказната е за комплексен четириаголник помеѓу бескомпромисен и идеалистичен востаник, безмилосен турски офицер, богат татин син кој се враќа дома по завршени студии во Европа и една слободоумна европјанка во потрага по авантура, која ги залудува тројцата мажи и предизвикува серија настани со далекосежни и несогледливи последици. Ликовите минуваат низ бурни судири, доживуваат катаризични искуства, истекнуваат длабоки нови самосознанија. Во филмот актери се Сашко Коцев, Мартин Јордановски, Тони Михајловски, Искра Ветерова, Мики Маноловиќ, Никола Ристановски, Драган Спасов Даци и други познати личности. Од Центарот за култура се задоволни од посетеноста на претходниот филм Деца на сонцето, но сепак Стоименов истакна дека кога ќе се воспостави еден континуитет на прикажување филмови во Кочанскиот центар за култура, тогаш ќе се развие свеста кај граѓаните за одење на кино. Филмот е за лица постари од 12 години или за помлади со придружба на родител.